Денеска завршуваме една серија од Исаја која почнавме онака не најавив таа серија, имаше серија проповеди од Исаја кои ги проповедавме до сега, но денеска ќе биде последната проповед од таа долга серија. Денеска сакам да зборувам за еден од малкуте цареви кои во Стариот Завет биле, како што велат, го правел она што е право во Божите очи. Знаете, може од некоја дистанца кој ќе мислиме на Израел, кој ќе мислиме на Божиот народ и така натаму, мислиме дека имаат некоја славна, прекрасна историја и само ќе отворите книгата Цареви, читате и ќе видите таму од прилика, не за сите, не важи тоа за сите, не генерализирам, но од прилика кој полош станува. Мислам, има еден надпревар кој полош цар да биде, кој да се одврати од Господ. Имаме една таква сцена. Но има и такви цареви кои наспроти течението, тие останале верни на Господ, тие биле добри цареви и оние кои вршеле она што е право во Божите очи. Еден од тие цареви е царот Езекија, кој е доста присутен во книгата на пророкот Исаја, кој го читаме. Од време на време се појавува некаде со поголема улога, некаде помала улога, но она што го читаме сега, посебно за оваа недела, е Исаја 38 и 39 глава, каде што царот Езекија има една интересна животна приказна која сега ќе обработиме. Има една стара христијанска поговорка, каде се вели вака: преку исушената река може повторно да потече вода. Може би не е христијанска, ама е народна. Алудирајќи на живата вера, која понекогаш може да се прекине во генерацијски, да се прекине некаде, но после неколку генерации повторно да почне да тече таа жива вода, таа жива вера низ луѓето. Езекија е доказ дека Бог, царот Езекија, дека Бог може да направи повторно враќање на живата вера после крајно безбожна генерација. Татко му на Езекија е озлогосениот цар Ахаз. Од она што го читаме во 2 Цареви 16 глава, Ахаз има направено целосно реструктурирање на Израел, тогаш он влегува во храмот и вика: овде ова не ми се допаѓа, ќе го преместиме. Оди во храмот, го гледа жртвеникот, вика: многу едноставно изгледа, ние ќе направиме бикови да го држат жртвеникот. Некои такви работи прави. Го тргнува ова што го викаат морето или езерото, не знам како се вика, тој како еден сад за свето очистување, за миење, тој го тргнува на страна, го става на сосема друго место, така да оди и он мисли дека прави реформа. Почнува да гради разни жртвеници низ сите можни високи. Ако види рит, вика: ова е убаво место за жртвеник на богот тој, на богот тој. Така да тој некако почнува да ги слави сите богови и завршува до таа точка што на еден од тие жртвеници жртвува и еден од своите синови. И замислете каков колапс е тоа на верскиот живот во Израел во тој момент, во јудиното племе. Каков колапс на Јерусалим во тој момент. После едно такво катастрофално владење доаѓа царот Езекија и од она што го читаме, тој возобновува голем дел од она што царот Давид го има воспоставено како религиозна пракса во Јудеја и воопшто има возобновено храмската пракса воспоставена од царот Соломон. Исто така ги срушил и сите жртвеници кои неговиот татко ги изградил на високите места. И се свртува кон Бог, кон Јахве, кон Богот Израелов, кон оној кој ги избавил. Исто и во моето семејство има една, не иста приказна, но слична приказна како и за царот Езекија. Имам јас во моите предци таму, имам една баба Каљопа, од Струмица, Каљопа се вика. Уште во времето на Турско, поминала 2 години во првото и единствено протестантско училиште во Битола. Како девојче од Струмица, отиша таму 2 години живеела, сега познат историски во Македонија, се вика Герасим Чиријази, ако се слушале за тој, и она била во неговото школо. Герасим Чиријази, ако не знаете, албанците многу добро го знаат, тој е оној кој ја пишува албанската азбука. Така да ако ви текнува во Скопје, кога има денот на албанското знаме и кога има албански знаме на сите страни, можеби не знаат
албанците во Скопје, но тие во тој момент што прават? Го прославуваат тој празник, го прославуваат денот на албанската азбука, која била напишана и кодифицирана исклучиво за да се преведе Новиот Завет на албански јазик. Мојата баба Каљопа, била во неговото школа во Битола. Таа меѓу другото студирала, учела да пишува, да чита и така натаму, но и студирала за служба во црква, да проповеда. Од тоа што успеа да го испитам, од дедо ми и баба ми еднаш ги снимав и ми стои тој аудиозапис, незиниот прв маж починал и како вдовица се премажила за дедо Ванчо, кој ми текнува од сликите кои гледам со мустаки, и најдов на неговата лична карта и замислете на личната карта како податок, нели пишува у наше време пишува матиче, број, улица на живење, оно. Во старите лични карти пишува и дали има некој бркови или нема. И тоа го пишува таму. Дедо Ванчо имал бркови, така да го видов ми да. Како и да е. И дедо Ванчо бил првиот во моето семејство кој ја имал Библијата. Починали двајцата и нашето семејство некако преминало во традиционално, номинално христијанство, без некаква жива вера. Едноставно, христијани се, па дури протестанти се, ама ништо тоа не значило за нив. Се додека татко ми во средна школа, ја среќава мајка ми, која исто така имала жива вера, па мајка ми го вовела татко ми во верата. Татко ми се враќа дома во Струмица после неколку години, затоа што на средно биле во Скопје, се враќа дома и му текнува за неговиот дедо, кој поникогаш им читал една книга и го отвора сандакот каде што биле собрани нивните работи и ја наоѓа Библијата на дедо Ванчо. И тој почна тука да ја чита Библијата. И на тој начин, таа некоја пресушена река во нашето семејство почнува повторно да тече таа една жива вера. Јас верувам дека баба Каљопа и дедо Ванчо е една од, освен Библијата која оставиле во наследство, која било многу важно наследство. Јас верувам дека тие двајца луѓе, едно од поголемите наследства кои ги оставиле биле молитвата за следните генерации после нив. Не знаејќи со што ќе се соочиле со Втора светска војна, се соочиле со тврд комунизам, па дури го поминали колективот. Но после неколку генерации се обновува таа некоја жива вера преку нивните внуци. После неколку генерации одстранување од Господ, Езекија се враќа на корените и го следи Бог онака како што му е угодно на Бога. Тој е богобојазлив цар, кој постојано се советува со пророкот Исаија, кој всушност имал многу важна функција во неговото владење. Кулминацијата на неговото царување бил моментот кога асирскиот цар го заобиколил Ерусалим, тоест порезал голем дел од таа јудејска територија, го заобиколува Ерусалим и вика: кој сега ќе те спаси, царо Езекијел? Кој ќе те спаси? Каде ќе бегаш од мене? Во Исаја 37 глава царот Сенахирим го испраќа својот генерал Рапсак да го покори Ерусалим. Првин го покорува емотивно. Тоест го заобиколува Ерусалим и овој Рапсак цело време зборува врз Ерусалим. Да не се занесувате. Царот Езекијел да не ви ветува нешто што не може да го исполни. Кој ќе ве спаси од мојата рака? Имаше толку многу цареви кои мислеа дека нивните богови ќе ги спасат. Да не се лажете. Јахве нема да ве заштити. И тоа постојано го зборува и постојано го зборува и постојано го зборува и целиот Ерусалим тоа го слуша и веќе свештениците се вознемирени. Езекијел не знае што да прави, ја кине својата облека, паѓа на молитва и плачење и го вика и пророкот Исаја: дојди на помош, моли му се на Господ. И молитвата оди вака: Господи, го слушаш ли овој Рапсак што зборува за тебе, за твојата слава, дека ти си никој и ништо? Покажи се, Господи, спаси го твојот народ. И тоа што Бог го прави и навистина го спасува Ерусалим на чуден начин, голем дел од војската на овој цар Сенахирим умира, се враќа дома, Рапсак бега од таму со војската, се враќаат во Ниневеја и царот Сенахирим
завршува ужасно, додека се поклонува во храмот на својот бог Нисрах, неговите два сина го убиваат. Отприлика така завршува приказната. Историски, нешто интересно се случува со Израел од тој момент. Од тој момент, кај јудејците се развива уверување дека затоа што во Ерусалим се наоѓа Божиот храм, а во храмот се наоѓа Божиот ковчег, ковчегот на заветот, се развива уверување дека градот Ерусалим никогаш нема да падне во рацете на непријателите. И стануваат сигурни. Тоа е тоа. Имаме зграда во која живее Бог, кој ќе дојде да се бори против Бог. На крајот на краиштата, кога дојде оваа асирската војска, која беше 200.000 војници, кои не заобиколија, ние му се помоливме на Бог и Бог не послуша и го порази и тоа е тоа. Значи, храмот е тука, ковчегот е тука, ние сме сигурни. На некој начин се развива тоа суеверие дека заради ковчегот Божи, тие колку и катастрофално да се однесуваат, Бог нема да дозволи уништување. Во тоа се темели нивното уверение и нивната сигурност. Тоа уверување околу 100 години подоцна ќе донесе еден тотален колапс и крајно промашување на целта зошто тие израелците воопшто се повикани како Божи народ со одредена мисија. Воопшто ја промашуваат целта. После таа славна победа над асирците и Божјото чудесно спасение за Езекија и Ерусалим, доаѓа делот кој денес ќе го разгледаме, 38 и 39 глава. Откриваат многу за тоа Езекија кој бил и кој станува после еден многу чуден настан. Ќе читам сега Исаја 38, 1 до 6 стих. Јас би сакал да станете да го читам овој дел. Исаја 38 глава, 1 до 6 стих вели вака. Во тие денови Езекија се разболе смртно. И дојде кај него пророкот Исаја, син Амоцов, и му рече: вака вели Господ, направи тестамент за домот свој, зашто ќе умреш, нема да оздравиш. Тогаш Езекија се сврде со лицето кон зидот и се помоли на Господ велејки: О Господи, сети се дека јас одев пред Твоето лице верно и со предано срце кон Тебе и вршев она што беше угодно пред Твоите очи. И силно заплака Езекија. И дојде словото Господово кон Исаја и му беше речено: Оди, кажи му на Езекија, вака вели Господ, Бог на твојот предок Давид, ја чув твојата молитва, ги видов твоите солзи и ете, додавам кон твоите дни уште 15 години. Ке те спасам тебе и овој град од раката на царот асирски, да, ќе го зачувам тој град. Амин. Амин. Може да седнете. Господ му додава уште, како прво. Јас мислам дека пророчката служба не е лесна служба. Господ му вели на Исаја: оди кажи му на царот дека ќе умре. Не знам како царот тоа ќе го доживее, ама во дамнешни времиња царот е апсолутен владател. Значи, ако кажеш нешто кое на царот нема да му се допадне, па нема царот да умре, ќе умреш ти веројатно. Отприлика така стојат работиви. Но Бог му дава мисија на пророкот Исаја да оди и да му каже на царот: Господ ми кажа вака. И царот го... Знаете, овде во овој текст се открива дека царот навистина му верува на Исаја, на пророкот Исаја. Тој не оди во другите, кај другите пророци да као ние на доктор што има второ мислење, трето мислење, нели? Ќе ни кажат диагноза, чекај да второ мислење да видиме дали треба операција. Нели? Едноставно царот верува на зборовите кои пророкот Исаја ги кажува, затоа што знае дека е така. Прво нешто што тој прави, тој почнува да плаче. И Господ го слуша и му дава уште 15 години живот. Често пати силно духовно искуство како ова искуство. Тоа е силно духовно искуство, само да кажем, да бидам искрен. Ако знам дека треба да умрам, а Господ донесе исцеление, тоа ќе биде моето сведоштво од сега додека не умрам. Дека Господ донел исцеление во мојот живот. Посебно ако имаш и некој доказ. Тој што види. Тоест, како дете кога ги слушаш сведоштата на луѓе кои здравеле, кои биле исцелени од Господ. За мене тоа се сведоштва кои не може да се објаснат лесно. Тоа не може само така лековерно да кажеш: па добро, се дешава. Не се дешава. Ако имаш, не знам,
ехо снимки од нешто и после го нема тоа нешто, тоа значи дека Господ донел некако исцеление. Често пати после силно духовно искуство знаеме да го спуштиме гардот доле. Гард, знаете што е? Боксерите, ова е гард. Мора да го држат гардот горе, затоа што може некој бокс од другата страна да полета, да ги тресне у фаца и да заврши борбата. После силно духовно искуство како ова, понекогаш ние христијаните се олабавуваме и го спуштаме гардот доле. После некоја Божја интервенција, некако се чувствуваш дека целата работа уствари е лесна. Христијанскиот живот уствари бил лесен, бе. Лесно е да се биде следбеник Христов и го спушташ гардот доле. Не дека свесно изјавуваш дека си го разбрал системот, пошто ние сакаме, ние луѓето копнееме да го разбереме системот. Кога ќе го разбереш системот, знаеш што пали и деца од мали се такви. Мислам, сите ние, од мали сме такви. Јас знам дека нашите деца кога ќе свати што прави родител да направи се за него, он постојано тоа ќе го прави. Може да почнува со прво кенкање, па малце плачење, па знаете кога децава ќе заедат, не може да и го нема детево, нели? Тебе земи воздух детево они и родителот скока околу детево се, све мора се деси. Ако детето свати дека тоа функционира, детево на секоја работа ќе заидува, тоа е тоа. Разбирате? Јас мислам дека ние како луѓе сме такви, само возрастни сме и не го признаваме тоа. Ако сватиме дека има начин на кој Бог може да го активираме, Бог го ставаме во джеп, ние тоа ставаме ќе го правиме. И обично кога ќе имаме некако духовно искуство, понекогаш тоа станува како наш систем за успешен христијански живот и го спушташ гардот доле. Не дека свесно изјавуваш дека си го разбрал системот, затоа што знаеш дека не смеш тоа да го кажеш, Бог е личност, тоа го навредува ако го кажеш тоа. Ама некако мислиш дека ги знаеш чекорите до успехот или до успешната молитва. Ако затреба, знаеш што треба да се молиш и кои зборови да ги кажеш за да успеат нештата. Или склони сме кон заборав. Забораваме, лесно забораваме. Лесно ги забораваме тешките моменти во животот и лесно забораваме колку сме кршливи. Кога сме јаки и здрави, некако си го живееме животот нормално, се додека не дојде некоја друга животна криза. Тогаш непријателот, искрено да ви кажам, не чека. Не чека токму на тоа место. Кога мислиш дека си на правиот пат и почнуваш да имаш доверба во себе. Во меѓувреме на Езекија, кога се расчу дека се исцелил, дека нема да умре, му испраќаат честитки, му испраќаат дарови и Вавилонскиот цар доаѓа да го посети, да му искаже посебна чест. И слушнете го текстот. Исаја 39:1-4 вели вака: во тоа време Вавилонскиот цар Меродах Баладан, син Баладанов, испрати до Езекија писмо и дарови, зашто беше чул дека тој бил болен и оздравел. И се зарадува Езекија на гласниците и ми ја покажа својата ризница, среброто и златото, пријатните мириси и скапоцените масла, целата своја оружница и се што се наоѓаше во неговата ризница. Не остана ништо што не им го покаже Езекија во домот свој и по целото свое царство. Тогаш дојде пророкот Исаја кај царот Езекија, како и секогаш. Пророкот доаѓа тогаш кога треба. Има една сцена од Господарот на прстените, не знам дали сте ја гледале, тоа е првата сцена од првиот филм. Кога Гандалф доаѓа на роденденот на Билбо. И Фродо му вика: "Касниш?" И Гандалф му вика: "Волшебникот никош не доаѓа порано, а никош не ни касни. Тој доаѓа тогаш кога треба да дојде. Точка." Така е и пророкот Исаја. Доаѓа тогаш кога треба да се појави. Доаѓа кај Езекија кога Езекија е во некој, како да кажам, во некоја нирвана се наоѓа. Тој е оздравен сега. Сите го слават, му носат дарови. Тој го отвара домот на сите. Тој станал некој хуманист, верува дека сите се добри по срце, знаете. Доаѓаат вавилонците, он ми покажал се што се случува во неговото царство. Рамо доаѓа Исаја кај царот Езекија и му рече: "Што рекоа овие луѓе? Од каде дојдоа при тебе?" Езекија одговори: "Од далечна земја дојдоа тие кај мене од Вавилон." И праша Исаја: "Што видоа тие во твојот дом?" Езекија одговори: "Видеа се што има во мојот дом, се. Ништо не остана во мојата ризница што не им покажав." Веќе ако застанам тука,
Самиот текст не води дека Езекија направил некоја бења. Езекија направил нешто што не треба да направи. Чим писател оди во такви детали и се фокусира на тој дел дека Езекија разоткрил се на друг цар, на друго царство, нешто лошо ќе следи во целата приказна. И еве го пророштвото кое пророкот Исаја го кажа на Езекија. И му рече Исаја на Езекија, 5 до 8 стих. И слушај го словото на Господ Саваот. Ете, ќе дојдат дни и се што има во домот твој и што собрале татковците твои до денес, се ќе биде однесено во Вавилон. Ништо нема да остане, вели Господ. Ќе земат и од твоите синови, што ќе произлезат од тебе, што ќе ги родиш, и тие ќе бидат внесени евнуси во дворецот на Вавилонскиот цар. А Езекија му рече на Исаја, слушнете го ова сега, ќе се навратиме на тоа. Добро е словото Господово, што го изрече, а во себе помисли, барем ќе има мир и сигурност во текот на моите дни. Кога на Езекија му ги кажуваат овие страшни вести, дека се што има во царството ќе му биде земено, синовите и ќерките ќе му бидат земени во робство, Езекија изгледа многу, да се изразам како 21 век, многу зем. Не го погодува тоа многу, некако го прифаќа тоа многу лесно. Некои коментари алудираат на тоа дека кога читав коментаторите на овој текст, алудираат на тоа дека Езекија, затоа што бил богобојазлив цар, едноставно го прифаќа зборот од Бог преку пророкот Исаја за еднината на неговото царство, иако е лоша еднина на неговото царство. И тоа е знак на неговата доверба дека Бог и покрај се ќе се погрижи за неговото поколение. Некои коментатори така мислат. Јас пак мислам дека нешто друго се случува со царот Езекија. Јас сметам дека токму овие две глави ја откриваат промената кај Езекија. Или барем промената на приоритетите кои тој ги има, и е нешто од кое ние денес можеме многу да научиме. Многу да научиме. Затоа стои тоа во Библијата. Посебно последната реченица. Писателот на библискиот текст не го прикажува царот Езекија во благопријатна послушност кон Божиот збор, туку во себична личност, чиј приоритет му станал сопствениот живот. Еве е причината. Езекија му рече на Исаја, добро е словото Господово. Моето прашање е, што има добро во тоа слово Господово што Исаја го кажа? Што има добро? Дека ќе од деца во робство? Дека ништо нема да му остане во царството? Дека царството ќе му се распадне? Што има добро во тоа слово Господово? А што беше доброто? А во себе помисли, барем ќе има мир и сигурност во текот на моите дни. Après moi le déluge. После мене потоп. Кажал познатиот француски цар Луи 15. Тотална негрижа за последиците кои ги остава после себе. После мене потоп. Моето прашање е, каде е тој Езекија кој плачеше и се молеше? Каде исчезна тој човек? Што се промени кај Езекија? Само една глава претходно, кога му беше навестено дека ќе умре, Езекија не беше толку зем да го прифати словото Господово, туку во своето тагување малте не напиша молитва која е достојна да се најде помеѓу псалмите. Ако ја читате 38 глава, ќе видите колку прекрасна молитва тој се моли и го возвеличува Господа. Но што се случи со Езекија? Во глава 38, кога се работеше за неговото здравје и живот преку молитва, го промени Божиот план за своја полза. Замислете, Господ му кажува кој е неговиот декрет. Езекија ќе умреш. Тој со молитва и плачење го промени Божиот план. Во глава 39, кога се работеше за судбината на народот, па и за генерациите после него, го прифати Божиот план за казна, иако имаше искуство дека преку посредништво и молитва Бог ги слуша неговите зборови и дури ги менува нештата. Овие две глави зборуваат нешто за Езекијел, но многу за Бог. Како што вели Јован Касијан,
еден раноцрковен отец, вели вака: што може да биде појасно од овој доказ дека од милост и добрина Бог попрво би го променил својот збор и својот декрет, наместо да се држи до предодредрената граница на смртта, го продолжува животот на оној кој се моли дури и за 15 години, наместо да се најде во состојба да не може да го промени неговиот непроменлив декрет. Јован Касен сака да каже, во срцето на Бог е добрината и милоста. Ако пристапиме со молитва, тој нас не слуша. Тој нас вистински не слуша. Тој ги менува ситуациите, тој го менува животот. Господ вистински не слуша. Овде можеме да ја видиме, да бидеме искрен, силата на молитвата. Но од овој случај ние можеме да се поучиме од Езекија во многу нешта како не треба. Има две поуки кои сакам да ги научиме од Езекија преку овој текст. Првата и важна поука. Искуството духовно кое сме го имале може да не значи ништо доколку сега и во овој момент не сме будни. Мината духовна победа, некаква, не значи ништо во контекст на искуството доколку сега и овде не ја вложам целосно мојата доверба во Бог. Тоест, духовното искуство понекогаш може да биде за нас е некој искушение да веруваме во нас, да имаме доверба во тоа кои ние сме и што сме искусили. Можеш да ги имаш најсилните искуства со Бог, најсилните објави од Бог, па дури и пророштво, па дури да имаш и виденија. Но доколку односот со Бог не е свеж, доколку верата не е жива и доколку не си буден, доколку денес твојата вера не е жива, минатото искуство нема да направи никаква разлика сега и овде. Мислам дека по-силно искуство Езекија не можеше да има од тоа да биде продолжен животот за 15 години. Значи, ако денес го имаме ние како доказ од ехо, некој ехо снимка, во тоа време пророкот ти доаѓа ти кажува: друже, ќе умреш, толку. Се молиш и вика: окей, ќе живееш уште 15 години. Ако тоа духовно искуство не му заврши голема работа на Езекија, верувам дека и нашите духовни искуства не можеме се потпреме на духовните искуства кои сме ги имале некош во нашиот живот. Го имаме апостол Петар, кој во една прилика му кажува и му одговора на Исус: каде ќе отидеме освен кај тебе? Само ти имаш зборови на живот вечен. Па ќе каже: ти си Христос, син на живиот Бог. И каде во одговор Исус ќе му каже: тоа ти беше откриено директно од мојот Отец на небесата. И ќе му види дека Исус ќе гради црквата врз каменот кој е Петар. Можам само да замислам како се почувствува Петар со оваа изјава кажана пред другите апостоли. Може би тоа развило кај него некаква самодоверба дека има некој пристап да му, не знам, има некој посебен пристап до Исус, па дури да му соли памет во одредени моменти. Па веќе во следната сцена, ако читаме Евангелието, го гледаме како тој го укорува Исус, да не зборува дека ќе умре, дека ќе го фатат ово оно. Не збори така, не е убаво, нели ово оно, за Исус да му каже: бегај од мене, Сатано. На истиот тој човек, кој му кажа: имаше Божја објава за мене кој јас сум. На истиот тој човек Исус му вика: бегај од мене, Сатано. Ти мислиш само на земното. Во овој случај искуството кое Петар го имаше само неколку стихови порано не му заврши голема работа. Истиот Петар кој го имаше тоа искуство со Исус, го имаше тоа силно откровение и искуство со Бог. Па дури беше едно од малкуте на таа гора на преобразување, каде го види Исус во својата слава. Сега и овде и слуша од Исус за неговие зборови: бега од мене, Сатано. Минатото искуство не мора да значи ништо доколку сега и овде до вербата целосно не ја ставам во Бог. Иако царот Езекија имаше искуство со молитвата, тој молитвата ја искуси, колку е силна молитвата, ја искуси. И доживува искуство колку моќ има во молитвата. Па дури да ги промени Божите планови, сепак тој, кога всушност не се работеше за него лично, ги остави работите да течат како што течат, без да клекне и да се застапува пред Бог за потопот кој доаѓаше после него. И тоа веќе ме води
во втората поука која имаме од пророкот Исаја за царот Езекија. Пред неколку недели имавме 20 годишнина од матура и разговарав со повеќе школски на различни теми. Видов дека веќе во ова животно доба, кој многумина од нив се раѓа потребата за духовност. И сега, пошто знаат дека сум пастор, разговарам многу со мене за тие теми, за духовноста. Еден моите школски ми кажуваше дека за своите духовни навики, што прави кога оди во црква, кога не оди во црква, што прави кога оди во црква, ме прашува, многу прашања имаше за мене. И ми каже колку е запрепастен, што повеќето луѓе кога ќе отидат да запалат свеќа во црква или да се помоти да запалат свеќа, палат свеќа за себе и за своето здраве и оставаат свеќата во горната тепсија, а речи се никој не пали свеќа за умрените и не се моли за нив, а другата тепсија е веднаш под она за живите. Нели тука вика што им кошта, значи земи две свеќи, едната горе, другата доле, вика сите се молат само за нив. Без да навлегувам во теологијата на тоа што го збореше човекот, јас само му кажав вака: нашите молитви ја отсликуваат нашата теологија. Нашите молитви ја отсликуваат нашата теологија. Ако нашите молитви се насочени кон мене, моите потреби, мојата мака, моето здравје, моето 3 точки, што откриваат моите молитви за мојата теологија? Што стои на врвот на моите приоритети? Колку и духовен јас да изгледам? Дури да се молам по 20 сати на ден. Ако главната тема во моите молитви сум јас, што открива тоа за моето уверување и за мојата теологија? Молитвите на Езекија откриваат дека во текот на животот тој ги има сменето своите приоритети. Додека во раниот период на својата мисија, единствената грижа која тој имаше беше Божјото име да не биде посрамено и Божјата слава да не биде посрамена и народот во Ерусалим да преживее. После во продолжениот живот тој почнува да се грижи само за својата слава. Неговото здравје станува многу важно. Неговата слава, неговото владење станува преважно и заборава се што следи после тоа. Неговите молитви ја откриваат неговата теологија. Искрено верувам дека покрај оставената Библија во ковчегот, најголемата инвестиција моите предци ја имале за нас, како идни генерации, биле молитвите кои тие ги упатиле кон Бог за нас, да имаме жива вера во Бог. Може би не знаеле на кој начин тоа ќе се случи, како тоа нивните деца кои заглавиле во Втора светска војна, нивниот син беше на Сремски фронт, тврд комунизам, па и одредено време колективизмот, не знаеле на кој начин живата вера повторно ќе протече низ следните поколенија на тоа што тие можеле да го прават и да се молат и да се застапуваат пред Бог за сите нас. Јас многу се надевам дека нивните молитви не биле Боже спаси не нас, а после нас потоп. На кој начин ние инвестираме во идните генерации? Што откриваат нашите молитви? Сега се надам дека преку оваа порака ќе станеме свесни за нашите молитви, кога ќе се молиме. Ќе почнеме да анализираме кои зборови користиме, која е доминантната тема на моите молитви. Дали јас воопшто некојаш се молам за некој друг освен за мене? Дали јас воопшто се молам? Од тоа што можеме да го видиме од овој текст е молитвата има огромна сила. Има сила како што Јован Касијан ќе каже да ги менува Божите декрети. Дори Бог, ако кажал дека некој ќе умре, Бог може да каже окей, ја ви уште 15 години. Тоа е голема работа. Но не молитвата прави огромна штета. Дали сме некако убедени дека верата идните генерации кои доаѓаат после нас, тие ќе ја наследат, без при тоа да ги носиме секојдневно во молитва и да градиме верата во нив уште додека растат. Дали мислиме дека нашите деца, тие што имате деца, нема да забележат ако ние акцентот го ставаме на многу други работи, на себе, на задоволствата, а нека од црквата и животот во вера го живееме махинално. Наставно, тоа е дел од животот и така си живееме. Нашите молитви
ја откриваат нашата теологија, нашите најдлабоки убедувања. И идните генерации будно го следат секој наш збор. Ако прашањето е кога треба да се молам за идните генерации, јас ќе ви кажам дека одговорот е сега. Уште денес се молиме за идните генерации. Уште денес се молиме за оние кои допрва доаѓаат во Царството Божие. Уште сега се застапуваме за оние кои допрва ќе развијат жива вера. Уште сега се застапуваме за оние кои доаѓаат после нас. И верувајте, кога се молиме, во Божјата економија е многу интересно. Кога се молиме за другите, Божјиот благослов не завршува кај нас, затоа што никош нема ни да заврши кај нас. Божјиот благослов тече преку нас. И ние сме благословени преку тие молитви. Ние, кога се молиме и застапуваме за другите, тој благослов, сакали или не, тече и преку нашите животи. И ние го искусуваме тој Божји благослов преку нашиот живот. Но не застанува кај нас, како река која тече. Читав, и со тоа ќе завршиме на реченица од Освалд Чемберс, каде што кажуваше дека животот во вера, животот во вистинска вера е како река. Може почнува да тече од тебе, но ти никогаш нема да видиш каде се ќе доспее таа река. Изворот никогаш нема да го види крајот на реката. Изворот само може да види што изира од него, но крајот на реката може да наводени многу полиња, може да се состави еден нов екосистем каде што тече од нас. Животот во молитва. Животот во молитва кон другите и застапување за другите е еден таков живот. И како една река која тече од нас и која носи благослов, се додека не дојде и не се сретне со морето. Нека така биде нашиот живот. Нека нашиот живот ја рефлектира токму таа молитва на Езекија, она првата молитва каде што тој се застапува. Застапува за градот, за Божјото име и за народот кој живее во тој град. Нека научиме да Езекија како не треба, не како треба. Да го бараме Божјото име и Божјата слава секогаш. Ние сега ќе преминеме кон причеста. Јас ќе ве замолам да станете. Ќе го читам текстот кој ни е оставен како текст кој ние го читаме за причеста, кој е, како што вели апостол Павле, ви го предавам тоа што сум го и примил. Читам 1 Коринтијаните 11 глава 23 стих и натаму. Апостол Павле вели вака: а јас го примив од Господ она што ви го предадов, а тоа е дека Господ Исус онај ноќ, кога го предадоа, зеде леб и откако заблагодари, го прекрши и рече: земете и јадете, ова е телото мое кое се крши за вас. Правете го ова за спомен мој. По вечерата исто така зеде и чаша, па рече: оваа чаша е новиот завет во мојата крв. Ова правете го кога ќе пиете за мој спомен. Зашто секогаш кога ќе јадете од овој леб и кога ќе пиете оваа чаша, вие ќе објавувате смртта на Господ додека тој не дојде. Затоа оној што недостојно јаде од овој леб и пие од чашата Господова, виновен ќе биде спрема телото и крвта на Господ. Јас сега ќе се молам за лебот и за виното, ќе му благодариме на Господ, затоа што ова е дар од Господ за секој еден од нас. Ќе се молиме за лебот. Татко наш небесен, ти благодариме затоа што го прати твојот единствен син да, Господи, умре на наше место. Исе Христе, ти благодариме затоа што безпоштедно дозволи твоето тело да биде прекршено за секој еден од нас. Ти совршениот за грешните, ти праведниот за виновните. Го даде својот живот за нас, Господи, и ние сме благодарни за твојата жртва. Благодарни сме затоа што можеме да стоиме тука, достојни заради твојата праведност. Достојни да пристапиме во твоето присуство и да уживаме заедно со тебе во твоето заедништво. Господи, сакаме да имаме дел со тебе. Зато, Господи, дојди те молам, благослови го овој акт на вера во тебе, дека
Ти си со нас до крајот на времето. Господи, ти благодарам за Твојата крв која беше пролеана на крстот за секој еден од нас. Боже, Твојата совршена крв која беше достојна, која беше повредна од сите жртви во Стариот Завет заедно. Твојата крв која единствена може да го очисти гревот. Твојата крв која единствена беше крв на Новиот Завет, склучен помеѓу Бога и човекот, да ние сега преку вера и слободно пристапуваме во Твоето земјиште, Господи. Татко ме пристапуваме во тој нов завет, преку верата, преку крштението, каде го исповедаме Твоето име, Господи, и нашата вера. И сега, Господи, преку ова пристапување во причеста, Господи, тоа го правиме за Твој спомен. За Твој спомен, за седо тоа што Ти го имаш направено за нас. Благословене, Господи Боже мој. Нека ова биде вистинско јадење, вистинско и нека ова вино биде вистинско питие за нас. Благословене, Господи Боже мој, се оставаме во Твоите раце.